Ова беше сцената утрото на 8 август 2008 година, кога грузиски ракети го погодија оцепениот регион на Јужна Осетија. Тоа беше почеток на петдневната војна меѓу Русија и Грузија. Од стартот на 90-тите години Грузија одржуваше кршливо примирје со двата сепаратистички региона, Јужна Осетија и Абхазија, кои де факто се независни со руска воена поддршка. Но тензиите се зголемија кога Грузија најави можноста за влез во НАТО. Кога Русија испрати дополнителни сили во Абхазија, грузискиот председател Михаел Саакашвили тоа го виде како потек за освојување на енклавата. We think what has been done in legal terms recently amounts to annexation, and what is being done right now as we speak amounts to aggressive acts. По неколку месечни престрелки ситуацијата се претвори во целосна војна. Тбилиси тврдеше дека руските сили се преселиле во Јужна Осетија пред да ги нападнат грузиските сили, со цел да го преземат регионот. Но Москва ги обвини грузиците дека први почнале да пукаат. Шефот на руската дипломатија пак Сергей Лавров изјави: Ведется массированный огонь по жилым кварталам, как Цхинвали, так и других населенных пунктов, в том числе и вне зоны юго-осетинского конфликта. Цивилите почнаа да бегаат од борбите во Јужна Осетија, меѓу нив и многу етнички грузици. До 10 август грузиските сили се повлекоа од територијата, но се отвори друг фронт. Руските тенкови поминаа низ Абхазија во обид да преземат клисурата Кодори. Борбите се проширија надвор од границите на двата сепаратистички региона. Конфликтот, а особено рускиот упад во Грузија, предизвика аларм меѓу западните лидери. Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. These actions have substantially damaged Russia's standing in the world. And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe. На 12 август рускиот председател Дмитрий Медведев нареди прекина непријателствата во согласно со мировниот план посредуван од Европската унија. Тоа не донесе итен прекин на борбите, ниту на грабежите и беззаконието. Но една недела подосна руските трупи почнаа да напуштаат Грузија. Кратката војна имаше далекосежни последици. Руските војници останаа во двата региона, кои Тбилиси ги смета за окупирани територии. Борбите во кои загинаа стотици луѓе, а десетици илјади беа раселени, ја потврдија војната доминација на Русија во регионот.